минути за урбани вести, добре дојдовте. Од денеска имаме нов снежен бран низ целата држава. Градските власти со апел до граѓаните за чистење на просторот пред сопствените објекти. Ова е веста на денот, останатите наслови ги гледаме во продолжение. Од денеска нов снежен бран. Не излегувајте надвор без неопходна потреба, за да се заштитите од студеното време. Општина Бутол подготвена го дочека снегот, фрлени 3 тони сол. Спортското игралиште Фортуна во Сингелич ќе добие ново осветлување. Со 30% зголемен буџет ќе се подобрува животната средина во Скопје. Нови автобуси на газ ќе се возат на скопските улици. Денеска и утре нови врнежи од снег во Скопје. Метеоролозите најавуваат стабилизација на времето од петок, но со многу ниски утрински температури. Што се однесува до состојбата во другите држави, и таму е алармантно. Дел од препораките кои треба да се почитуваат со цел граѓаните да се заштитат од студеното време се да не се излегува надвор без неопходна потреба, да конзумираат топли напитоци и храна што ја одржува температурата во телото. Денеска во Скопје имавме нови врнежи од снег, а освен во главниот град речиси има снег низ целата територија на државата. Денешниот снег не ги изненади граѓаните, бидејќи Управата за хидрометеоролошки работи најави дека ќе имаме пообилни врнежи од снег во текот на денешниот и утрешниот ден. Според информациите од УХМР, насекаде е формирана снежна покривка, а поради ниските температури ќе има појава на голомразица. Според последните информации се очекува да се формира нова снежна покривка и над 50 сантиметри. Метеоролозите најавуваа дека постабилно и суво време со ниски утрински температури не очекува од петок. Поради најавените екстремно ниски температури и во наредните денови се упатува апел до граѓаните, до куќните совети и до сопствениците на деловните објекти да се придржуваат до законската обврска и да го исчистат снегот од приодите до нивните објекти. Доколку навреме не се исчисти снегот од приодите, постои можност од појава на голомразица, која ќе го отежни движењето на граѓаните и извршувањето на секојдневните обврски. Зимската служба на јавното претпријатие Улици и патишта будно ја следи состојбата на терен и во согласност со надлежностите интензивно ги расчистува градските улици и булевари, плоштадите и приодите до јавните институции и згради. Градот Скопје им препорачува на возачите да возат внимателно и да ја приспособат брзината на движење на условите на патот. Што се однесува до состојбата во другите држави, и таму е алармантно. Европа е окована во снег. Досега невремето што ги зафати Австрија и Германија однесе 13 жртви, а снежни врнежи има и во другите делови на Европа. Најголем број од жртвите ги загубија животите во лавини. Според информациите од Австриската метеоролошка служба, заглавени се стотици луѓе, а до крајот на неделата се очекува да падне уште 1 метар снег. Станува збор за количина што паѓа еднаш во 10 години. Во Австрија, поради снежните наноси, стотици жители се заробени и во куќите. Нема настава во одделни училишта на југот од земјата, на југот на земјата, а во одделни делови нема електрична енергија. Во другите делови на Европа, поради големите снежни наноси, откажани се и авионските летови. За заштита на здравието на населението при екстремно ниски температури се препорачува избегнување физичка активност на отворено, користење топла, повеќе слојна облека и соодветни обувки за снег и мраз и внимателно одење. Во вакви услови им се препорачува на граѓаните да бидат активни и да се движат во затворени простории, доколку се во можност да им помогнат на членовите на фамилијата, соседите или пријателите кои спаѓаат во ризичните групи на население. Исто така, доколку граѓаните забележат лице од ризик од студеното време, како бездомник или деца на улица, истото тоа да го пријават на бесплатниот телефон 15505. На улиците во општина Бутел во текот на изминатите денови фрлени се 3 тони сол и 3 тони песок. Градоначалникот на општината информираше дека улиците редовно се чистат со цел да се овозможи безбеден пристап до сите населени места.
Општина Бутел оваа зима подготвено го дочека снегот. Општината за оваа зимска сезона набави соларка и еден плуг за одржување на сервисните улици, што се во надлежност на општината. Како што информираше градоначалникот Велимир Смилевски, соларката е со капацитет од 400 литри, која е монтирана на едно од двете мини камиончиња. Со набавената механизација е направена добра инвестиција и се надева дека и следната година општината ќе има можност да набави уште едно возило и соларка со цел да се задоволат потребите на граѓаните во општина Бутел. Општина Бутел за прв пат има и своја служба која што во зимскиве денови ќе биде на готовност и веќе во изминатите неколку дена се докажа дека она што како план ние вработените во општината Бутел и граѓаните веќе постигнуваме успеси во однос на комуникацијата, така да нашата служба 24 часа е спремна и одговара на сите потреби според барањата на граѓаните. Како што информираше градоначалникот Велимир Смилевски, на улиците во Бутел во изминатите 3 до 4 денови редовно се чисти и фрлени се околу 3 тони сол и 3 тони песок. Во изминатите 3 до 4 дена редовно се чистат селата Љуботен и Љубанци. Штом автобусите се проводни и се движат, значи е успешна работата. Се чисти и третиот влез од Радишани, затоа што често пати и таму се појавува снег. Се чисти дел од Визбегово кој што е во горниот дел и се она што е потребно. Во комуникација сме и со улици и патишта, каде што заедно си помагаме за да автобусите редовно се движат по своите линии. Градоначалникот Смилевски додаде дека соларката, плугот и багерот се во вредност од околу 4 милиони 182 илјади денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел. За безбедно и внимателно возење во зимски услови предупредува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Апелираат возачите да се однесуваат одговорно и внимателно, особено кон ранливите категории учесници во сообраќајот, како и да ги почитуваат сообраќајните правила. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до возачите во зимски услови да го прилагодат возењето спрема временските услови и условите на патот, да ги почитуваат пешаците и да се погрижат за нивната безбедност во сообраќајот, а пешаците да внимаваат затоа што без разлика дали се движат на тротоар, на пешачки премин или преминуваат преку улица, сепак тие се најподложни на повреди. Пешаците, советува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, треба да носат соодветни и добро одржувани обувки и да останат видливи и носат светла, рефлектирачка облека или предмети, како и да го планираат патувањето, да избегнуваат брзање и внимателно да го следат сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира возачите да се однесуваат одговорно и внимателно, особено кон ранливите категории учесници во сообраќајот. Секој возач во зимски услови на возење треба пред да тргне на пат да ја провери временската прогноза, резерварот со гориво и течностите во возилото, како и задолжително да користи светла за зголемена видливост и да поседува зимски сет. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги советува возачите доколку се заглават да ги вклучат трепкачите, да постават рефлектирачки триаголник на патот, а ако има големи наноси на снег, за означување на возилото може да закачите и обоена ткаенина на антената, како и да останат во возилото додека не дојде помош. Со цел обезбедување на соодветни услови за спортување и во вечерните часови, денеска започна поставување на 24 рефлектори на 6 столбови на спортскиот терен Фортуна. Новото осветлување се очекува да биде завршено напролет. Општина Газибаба и Агенцијата за млади и спорт денеска го одбележаа почетокот на градежните активности за поставување на ново осветлување на спортското игралиште Фортуна, кое беше сосема уништено во поплавата која ја погоди општината во 2016 година. Со цел обезбедување на соодветни услови за спортување и во вечерните часови, на теренот ќе бидат поставени 24 рефлектори, распоредени на 6 столбови со височина од 18 метри.
Како што информираше градоначалникот на општина Газибава Борис Георгиевски, со новото осветлување ќе се постигне и значителна заштеда на електрична енергија. Поставуваме ново осветлување со што спортистите ќе добијат соодветни услови за тренинзи и во ноќните часови, и тоа токму кога се одбележуваат 100 години од постоењето на фудбалскиот клуб Фортуна, кој е еден од најстарите клубови во Македонија. Системот за рефлекторско осветлување ќе биде компјутеризиран и модернизиран. На едноставен начин ќе може да се поставуваат различни светлосни сценарија. Зависно од видот на спортските активности, ќе се користи извор на светлост, кој според светлосната ефикасност е еднаков или подобар од LED изворите. Специјално конструирани за осветлување на спортските терени, овие рефлектори ќе обезбедат соодветна боја на светлоста. Со новото осветлување ќе се постигне значителна заштита на електрична енергија. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски нагласи дека неговите очекувања се спортскиот терен Фортуна да биде расадник на голем број идни спортисти, кои гордо ќе представуваат општина Газибава. Како Агенција за млади и спорт можам да ви ветам дека и во иднина ќе имаме сериозни капитални инвестиции во спортски инвестиции во општина Газибава, каде што заеднички со општината ќе ги подигнеме сите услови за спортот и сето она што е неопходно за да имаме врвен спорт во Газибава. На фудбалскиот клуб Фортуна сакам да им ја честитам 100 годишнината, да им посакам уште многу големи успеси, секако за брзо време овој стадион да прерасне во еден модерен стадион кој што ќе го посетуваме сите ние заеднички и ќе гледаме фудбалски дуели од прва лига, односно Фортуна ќе биде една гордост како за Сингелиш, така и за општина Газибава, и ќе биде клуб кој што ќе биде расадник за многу млади фудбалери кои што не само ќе го представуваат спортот и фудбалот во општина Газибава, туку ќе бидеме горди што ќе бидат репрезентативци на нашата држава. Георгиевски исто така најави и поставување на вештачка трева на голем број спортски игралишта, изградба на нови спортски терени, како и изградба на затворен базен. Започна реконструкцијата на дел од Качанички пат. Како што информираше градоначалникот Велимир Смилевски, се работи на најоштетениот дел во должина од околу 230 метри. Средствата за реконструкција се обезбедени од буџетот на општина Бутел. Општина Бутел ја започна реконструкцијата на дел од Качанички пат. Според градоначалникот на општината Велимир Смилевски, се реконструира најоштетениот дел од околу 230 метри и широчина од 7 метри, во близина на бензинската пумпа на Мак Петрол. Градоначалникот Смилевски додаде дека средствата за оваа реконструкција се во висина од 3.291.000 денари, обезбедени од буџетот на општина Бутел. Како што кажавме, 2019 година ќе биде година каде што Бутел ќе биде во ново руво, затоа и започнуваме со многу активности во текот на јануари. Сега во моментот се наоѓаме на улица Качанички пат. Со ова значи ја почињаме активностите во Визбегово, како што и обеќавме минатата година. Потоа продолжуваме со улица Рокомија, рехабилитирање на целата улица. Имаме низа активности во училиштата како Пенко, Ацо Шопов, Климент Охридски, Панеот Гиновски, и се надевам дека граѓаните ќе бидат стрпливи за се она што во моментот го работиме на терен. Смилевски истакна дека во овој фреквентен дел во индустриската зона во Визбегово ќе бидат изградени и тротоари, а ќе бидат поставени и 20 канделабри со 20 штедливи натриумови светилки. Градежните работи ги изведува Филип Инженеринг од Скопје. Со зголемен буџет за 30% ќе се подобрува животната средина во Скопје. Според информациите од град Скопје се работи на подобрување на квалитетот на воздухот, квалитетот и заштитата на водата, и во делот на аерозагадувањето најмногу средства ќе бидат наменети за субвенции. Град Скопје годинава го зголеми буџетот за животна средина за 30% во однос на 2018-та. Односно, во овој сектор ќе се потрошат вкупно 186,2 милиони денари.
Градот денеска информира дека годинава ќе се работи на подобрување на квалитетот на воздухот. Ќе се реализира и понатаму планот за подобрување на квалитетот на воздухот, а продолжуваат со мониторингот на подземните води, заштита на изворот Рашче и бунарите Нерези и Лепенец. Во областа заштита на водата ќе се работи на испитување на квалитетот на подземните води околу изворот Рашче посебно, во однос на 6-валентниот хром, историското загадување од југохром. Четврта година се спроведуваат активности за испитување алтернативни извори за водоснабдување, а ќе продолжат и со алтернативни извори за техничка вода. Во делот на аерозагадувањето најмногу средства се наменети за субвенции. Ќе продолжи субвенционирањето на граѓаните за набавка на печки на пелети, за чистење на оџаците, за набавка на посовремени уреди, како топлотни пумпи, субвенции за приватни превозници. Собранието го донесе Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем за финансирање на набавка на автобуси, што ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Со заемот треба да се набават нови нископодни автобуси на газ кои ќе се возат низ скопските улици. Според информациите од Министерството за финансии, автобусите ќе бидат со голема економска исплатливост и еколошка предност во однос на карактеристиките на постојните автобуси. Жителите на Скопје ќе се возат во автобуси на природен газ. Собранието на седница го донесе Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем за финансирање на набавка на автобуси, што ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и јавното сообраќајно предпријатие Скопје, со кое се овозможува јавното сообраќајно предпријатие Скопје да набави нови нископодни автобуси. Со заемот од ЕБОР се обезбедуваат 10 милиони евра, а во набавката со 2 милиона евра собствени средства ќе учествува ЈСП. Министерот за финансии информира дека со набавката ќе се овозможи обнова на возниот парк на ЈСП Скопје, кој во моментот работи со возен парк скап за одржување и значително придонесува кон загадување на животната средина. Со предвидената набавка се планира да се набават нископодни автобуси кои работат на компромиран природен газ, со голема економска исплатливост и еколошка предност во однос на карактеристиките на постојните автобуси. Набавката ќе придонесе за подобрување на квалитетот и пристапот до јавниот превоз, а пред се до значително намалување на трошоците за гориво и одржување и понатамошно унапредување на практиките за заштита на животната средина. Според министерот Тевдовски, само 150.000 евра годишно пак се фрлаат за делови за кинеските и украински автобуси. Во Македонија времето ќе биде умерено облачно со врнежи од снег, особено во западните делови. Насекаде е формирана снежна покривка од 10 до 20 см, а на планините позначителна над 50 см. Поради ниските температури ќе има појава на голомразица. Во Скопје слично време умерено облачно со врнежи од снег, а од петок следува стабилно и суво време со ниски утрински температури, а ќе има услови за појава на магла по котлините. Денеска имавме температура од -2 степена, а утре ќе се искачи до нулата. В петок температурата ќе се движи од -13 до 0, сабота од -14 до -3 и недела од -10 до -3 степени. И за крај имаме уште една информација. Уште 2 деца од Скопје се заразени со морбили кои се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Откако Министерството за здравство прогласи епидемија на морбили, во оваа здравствена установа се лекувани 13 лица. Вчера на домашно лекување се пуштени 4 деца. Од почетокот на епидемијата до сега се вакцинирани 10% од невакцинираните деца или околу 1300 деца. Контролите за вакцините МРП со погрешни декларации ќе завршат до крајот на денот, а за тоа кој го направил пропустот ќе каже истрагата. Важно е што по овој случај не се намали имунизирањето на децата против мали сипаници, информираше денеска министерот за здравство Венко Филипче. Почитувани гледачи, со оваа вест го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието, останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Повеќе информации можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.